Добро утро и од мене. Денеска ќе имаме вистински адреналински разговор со оглед на тоа што од другата страна во студиото имам планинарка, млада планинарка која што има веќе големо искуство со искачување на многу македонски, но и странски врвови, па предпоставам дека тој адреналин кој што го дава планината и природата ќе може барем онака накратко да ни го објасни и нас, а верувам дека тоа ќе биде една добра инспирација и мотив доколку имате желба за искачување на планини, многу повеќе поминато време во природа, тоа истото да може да го направите. Меѓу другото со Јована Богоевска ќе го најавиме и традиционалното искачување на Титов врв кој што ќе се случи овој викенд и верувам дека ќе биде тоа еден дополнителен мотив со оглед на тоа дека ете и колешката Ивона кажа сонце и убави температури се најавени за овие неколку дена, односно барем за викендот. Јована Богоевска кажа уште еднаш, да повторам да не заборавиме, ни доаѓа меѓу другото член и на извршниот одбор на планинарскиот клуб Љуботен. Така е. Да. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам за ова прекрасно интро. Така, член долги години во планинарски клуб Љуботен. Од оваа година и дел од извршниот одбор, па идеме понатаму. Ајде, позиција. Да. Што значи да се биде дел од извршниот одбор? Има ли дополнителни обврски околу клубот? Како се стигнува до таму, бидејќи еве сега тоа е новитет? Така. Па, мислам, во клубот, според правилник на самиот клуб, мислам, постојат одредени правила како некој одреден член може да стигне до овој извршен одбор. Сепак треба да биде членот нели повеќе од 5 години, да е активен во планина, да сака да вложува во клубот. Голема чест и задоволство ми е да бидам дел од клуб кој што има 101 година традиција. Вау, ова е стварно за поздрав. Да, и активно работење и действување и за планината, и за нашата држава, како и за нашиот град Тетово, но е огромна чест да се живее во момент каде што клубот слави 100 години постоење. Апсолутно. Јас мислам дека Шар планина тебе ти е буквално вториот дом, нели? Така, ти си израсната таму, ќе ни раскажеш приказната за сето тоа како си почнала, ама на почетокот сакам да те загрееме. Не знам како се загреваат планинарите. Не се загреваат. Па со добра енергија се загреваат секогаш, да. Имаме 60 секунди, имаме неколку интересни прашања од типот на или и треба да избереш едно од нив. Може. Да видиме како размислува Јована. Може ли? Може. Ајде, режија, дали може? Тито врв или Монт Бланк? Тито врв. Изгреј сонце на врв или ноќно искачување под звезди? Изгреј сонце на врв. Ранец од 5 килограми или совршена фотографија од врвот? Ранец од 5 килограми. Планина во Непал или планина во Норвешка? Планина во Непал. Карпестерен или снежен пат? И двете. Освојување нов врв или повторно качување на омилен врв? И двете. Кампување во шатор или планинарски дом? Кампување во шатор. Без сигнал на телефон или без кафе на тура? Без кафе на тура. Искачување со голема екипа или соло авантура? Голема екипа. Екстремен студ или екстремна жештина? Екстремен студ. Најтежок пат до врв или најдолг пат до врв? Најтежок пат до врв. Ни помина 60 секунди. Имам уште 2-3. Може? Може. Планина со езеро или планина со водопад? Ако има водопад, има јазеро сигурно негде во близина. И двете. И Тито врв во зима или во лето? Тито врв секогаш. Тито врв секогаш. Интересно е, ти си една од ретките која што обично двете вика. Да, не можам да се одлучам. Не можеш да се одлучиш. Нема шанса. Предпоставувам. Да. Освен за кафето, тоа се одлучи, тоа не е никаков проблем. Без сигнал на телефон, секако нема да има сигнал. Кога ќе си горе, најверојатно. Кога како, да. Да. А за искачување со голема екипа или соло авантура? Па јас не практикувам соло авантура, со оглед на тоа дека потекнувам од клуб што 100 години постои, има традиција на заедништво и група. Од секогаш сакам да имам барем еден со мене на планина. А кога е група, секогаш е подобро. Така. Овој викенд ќе се случи традиционалното искачување на Тито врв.
кој се може да дојде, со оглед на тоа дека времето ќе биде убаво, нели обично сите ние понекогаш имаме оправдание, немам опрема, немам кондиција и така натаму, ама еве реално да правиме муавет, не е мала тура, нели, тоа се повеќе часа, меѓутоа со оглед на твоето искуство до сега, што би им кажала на сите оние кои што се почетници или можеби не пробале, а сега имаат можности, сакаат, треба да дојдат, треба да се малце претходно спремни. Така. Многу често добивам пораки во врска со планинарање и искачување и многу ми е мило кога гледам некој, например, ивент, дали на Facebook или на Instagram, дека постои некое групно искачување на планина. Ова година, како и традиционално 44 години уназад и повеќе, клубот го организира традиционалното искачување на Титоврв. Оваа тура е од отворен карактер, значи може да се пријави кој сака. Станува збор за средно тешка тура, во време трајање од околу 10 часа, некаде околу 4 часа во правец со нормално темпо, нели, без брзање, никој не брза на планина, сите сме за уживање таму. Овој настан почнува во сабота, овој викенд, 30 и 31 мај, каде што во сабота ќе биде исполнето со голем број на активности, меѓу кои ќе има и детско катче. Ова година го воведовме ова детско катче, чисто и најмладите, освен екрани и телефони, да ги воведеме во на природа, уживање, рекреација. Да ги тргнеме малку од технологијата, барем кога е планината во прашање. Да, че имаме кратка тура за нив во сабота, имаме базар со рачни творби, со планински мотиви. Исто така ќе имаме свечено отварање, голема дружба во сабота и во недела ни искачувањето. Може да се пријави кој сака, потребна е физичка подготвеност, барем нели да ни од кревет на планина, туку барем да има некаде движено, тренирано, искачено, водно, некој друг планински врв, нешто негде нешто поминато. Не е страшно, че има голем број на посетители, го очекуваме тоа и оваа година. И може да се пријави некој дури со многу мало искуство, но со соодветна планинарска опрема, се разбира. Тоа се, што е вака основно што реално треба да поседува секој? Така, ние секогаш инсистираме, бидејќи Титоврв го организираме во мај месец, времето нели секогаш се е пролет, може да има снег, може да биде сув дел, секогаш инсистираме на планинарски кондори, добри планинарски кондори кои што не препуштаат вода, нели се разбира и ногата да биде цврста во нив. Ранец, вода доволно течности, минимум 2 литри, нели сендвич за горе, некоја си овошје, некоја си барче, така. И јакна и добро расположение и упорност до самиот врв, дека тука е, таму е, да. Има ли вака луѓе кои што дошле за прв пат, па некако се предомислуваат, им доаѓа напорно? Што се случува во таа ситуација? Така, со оглед на тоа дека некој кога е прв пат во планина, увек е уште кај до кога има, дали можам да одам, да не одам. Да. И сега убаво е во вакви активности, бидејќи станува збор за голема група, ти своето темпо го нагодуваш според себе и знаеш групата си е долж патеката и ти можеш да се најдеш каде сакаш долж неа, нели? Се надеваме нели на добро време за сите да можеме цела таа колона да се искачиме на врв, но не е страшно, не е тешко, не трчаме никаде, таму сме за уживање. Така да може да дојде кој сака и да биде истраен до крајот за да не се откаже. Да, како велат, како и за се друго, така и за тоа нема откажување, неколку часа труд, меѓутоа ќе вреди сето тоа кога ќе се стигнете таму. Времето се очекува да биде убаво. Така, да. Верувам дека тоа е секогаш од полза, иако знам дека минатата година не беше баш како што треба, но сепак турата се одржа во целост. Така. Таа упорност ја имаше до крај на целата екипа. Да, ние како клуб секогаш ги калкулираме тие работи, дали вреди да се оди до крај, бидејќи не по секоја цена секогаш вреди да се оди до крај. Сега оваа тура, традиционална тура е веќе голема традиција која што постои 44 години уназад. Наши екипи кои што се искусни планинарски водичи, уште пред да почне колоната се движи, они се поставуваат долж патеката преку пунктови. Со тоа ние имаме информација на лице место до самиот врв, можам да кажам, какво е времето таму, какви се условите, дали може да тргнеме, дали да продолжиме, што да правиме.
Што значи секогаш ги гледаме, ги согледуваме сите услови кои ги имаме за да знаеме дали може понатаму безбедно да се искачиме или безбедно да се вратиме назад. Тоа е целта на секој искачување. Така, одлично. Верувам дека ова ќе биде супер мотивација за сите оние кои што имаат желба, можеби немаат друштво или немаат храброст истовремено, ама ете, овој викенд ќе може тоа да го направат. Ќе раскажеме тоа приказна. Тоа е интересно, на некој начин е многу природно кога си од Тетово да искачуваш премашар планина, меѓутоа како ти започна со овој спорт, бидејќи сепак е нели спорт, и ќе ми раскажеш подоцна и за сите оние врвови кои што досега ги имаш освоено. Така, јас започнав сосем случајно, значи со друштвото одлучивме ајде да не биде некој искачање надвор, ајде ќе одиме на планина тој викенд. За прв пат да смениме. Да, за прв пат да смениме без никакво искуство. Значи, јас сум била некогаш почетник и затоа ги охрабрувам сите, пошто мора од некогаш негде да се почне. Така си е. Се сеќавам дека бев со патеки првата моја планинарска тура, што нема да ја заборавам, и тоа беше нешто што прв пат се соочуваш со толку бескрајна природа и толку бескрајна убавина што ти е нели насекаде околу тебе. После кога дојдов дома, после тоа јас осетив некоја сила во себе, мислам дека што одново и одново ме тера да одам на планината. Така кога ќе почнеш еднаш сакаш уште и се повеќе. Тоа е некоја зараза, предпоставам, нели онака буквално. Она исполнетост која што ја чувствуваш после планинарење, не мора да биде тоа искачување на некој планински врв, може да биде и некој планинско езеро, планински водопад, планинарски дом, каде да е, или па може некоја тура и меѓу некои села да биде. Кога ќе видиш дека ти си поминал време во природа, а сега во денешно време се повеќе и повеќе се оддалечуваме од оваа природа, нели? А сите ќе ја бараме и ја бараме реално. Се повеќе сме со обврски, се повеќе сме во градови и тоа враќање во природа и поминување време во природа е она чувство што ти дава сила за понатамошно дејствување во секојдневниот живот, ама и сила што некако гледаш докаде можеш да се запознаеш и себе си на еден начин. Да, тоа е интересно што како велат планината и природата и тоа како може да ве научи за себе си, дури работи кои што претходно не сте ги ни помислиле. Што научи ти од овие тури? Како те промени планината? Так, јас почнав со планинарење уште во тинејџерски години. Ете, нели, од тоа сосем случајно искачување, продолжив понатаму. Преку планинарскиот клуб, нели, преку мојот матичен, преку моето второ семејство, можам да речам, планинарски клуб Љуботен, имав чест да учам од стварно искусни планинари и водичи. Кај нас се негува таа традиција на споделување на знаење од генерации на генерации. И многу е интересно, пошто, например, на состаноците што се во клубот, се присутни сите генерации од сите години. И интересното е тоа што секој има собствен белег во клубот и собствен придонес. Сите сакаат нешто да придонесат, нешто да споделат, ама и заедно да го поминат сето тоа што го поминува клубот. Планинарењето како активност, можам да кажам дека е пред се здрава навика. А друго е тоа што преку искачување на така на некои врвове или на некои места, како да кажам, завршена работа што ќе ја направиш, нели, имаш цел, се качуваш на врвот, потоа се симнуваш назад, добиваш некоја си енергија што сваќаш дека можеби и претходно да не се случило тоа, не постоела. И сега си открил и веруваш дека има уште од тој потенцијал во тебе што можеш понатаму и понатаму пак да се го изразиш во иднина. Велиш јас можам уште. Да. Е тоа победување на сам себе и откривање на своите, нели, граници и надминување на истите. Веројатно треба само човек еднаш да проба, нели? Колку и да мисли дека тоа е моментот, дека треба да трнеш и треба да се решиш. Мислам, за се во животот е така, како нели сакам нешто, дур не почнам и нели не се турнам во него, нема ни да знам како било во него. И таа истрајност што ја кажав на почетокот е дел, нели, од севкупниот успех на одредено нешто.
Па така да пред се ви кажала, оној првиот чекор е многу важен. Така. Кои врвови досега ги имаш искачено? Знам дека се повеќе, не е само во Македонија, туку и надвор од неа. Кои врвови ти биле можеби најголем предизвик? Имам искачено врвови на Шарпланина, таа не е нели домашна планина, можам да кажам. Само се таму имаш видено или има уште работи што не? Шара е огромна, значи тоа нема крај, нели тоа. Планинари ти се отвора нов предел, значи нема крај Шарпланина. Голем дел од Шарпланина, нели голем дел од нашите планини. Најголем предизвик ми беше тура на Алпи, која што организиравме со клубот. Околу 20 учесници бевме на Триглав и на врв во Австрија, Грозглокнер. Таму беше голем предизвик за мене, бидејќи тоа го искачев на 16 години. Вау, многу малечка. Со колку претходно искуство? Година. Па јас започнав со планинарење во крај на 2016 година, почеток на 2017. Значи некаде 2 години искуство, па 2-3 години искуство, така. И оној допир на алпски врвови во споредба со нашите планини е различен. И тоа беше за мене еден огромен предизвик пред се и за тие години, но и за Алпите како сериозна активност. Баш сериозна активност. Имаше ли страв можеби во овој период со гледна тоа дека одиш надвор од Македонија и сепак самиот момент кога ќе се спомене Алпи, нели има некоја друга тежина? Така. Мислам, секогаш пред да одиме на некоја тура, нели, на некоја експедиција, можам да ја наречам, ние претходно се подготвуваме за тоа. Мислам дека таа слобода и таа сигурност што ја дава заедништвото на клубот и заедничките тренинзи, заедничките зборувања, нели, одиме таму што да спремиме, дали имаме доволно опрема, дали сме доволно спремни, дали знаеме да се движиме, нели, по Карпи, нели, одиме со јажиња, одиме во Наварска, одиме со цела алпинистичка опрема. Тој момент секогаш го спремаме на највисоко ниво за кога ќе дојдеме, нели, на терен таму, да се чувствуваме слободни, но и фокусирани без доза на страв. И затоа секогаш претходно се подготвуваме на максимум, што би се рекла. Да, ова е веќе адреналински момент, велиш јажења, опрема за искачување и така натаму, сето тоа се учи, нели? Така. Верувам дека стравот се надминува само ако се оди директно. Се соочиш со него токму на таква тура, да. Значи секогаш секој ќе каже дали на планина може имам страв од висина, пробај. Значи пробај, можеби и немаш. Можеби не мора фокусот да ти е таму, може фокусот ќе ти биде на нешто друго. Значи пробај, може и немаш страв. Како беше на Алпите? Како си поминавме? Што се случуваше? Имавте ли доволно храна што носевте со себе? Оние, знаеш, интересни информации кои што се позади камерите што велат, нели, во другиот свет, меѓутоа работи кои што не може да ги видиме на фотографија и на видео, а сепак вие како искуство ги имате. Или можеби некоја анекдота? Па беше интересно искуство, морам да признам. Бидејќи бевме екипа, нели, голема екипа од клубот, ги скачивме, нели, тогаш врв во Словенија и врв во Австрија. Имавме, нели, доволно вода, храна за се тоа. И тоа се планира и се смета со тек на време? Апсолутно, да. Се планира. Да, дури и во ранецот знаеш што за кога користиш, значи се ти е подредено по некој редослед. Карактеристично е, например, на вакви планини врвови, што ете на Алпите, што мораш константно да ја коригираш опремата. Значи константно. Немаш ти класичен некој простор, ајде сега одмараме тука, туку, знаеш, мораш да фатиш прилика, сега ќе се напијам вода, ќе ставам пример дерези на кондурите, нели, за да го поминам глечеров или одредена замрзната карпа и ајде испаќе се напијам вода, ќе къснам малку, нели, барче или нешто слично. Мораш да ги зграпчиш тие моменти, ама и да ги калкулираш дека сега правам тоа, следен чекор ми е, нели, продолжувам со коланата напред, пошто тие врвови нели пред се таму, нели, да ги уживаме, не само да ги искачуваме, се доста понебезбедни, не, значи и сега секој опуштање на планина може да донесе некоја друга поголема небезбедност, нели, на тој терен таму, што значи секогаш фокусот е кон
Безбедност. Да. Кон културно искачување, кон почитување на правилата што се таму, кон почитување на групата пред се, на водичите, на сите оние што ги имаат заземено ставови, они бидејќи нивниот збор се слуша на планина и ако они не се сигурни во таа активност и ти нема да бидеш, ама кога имаш сигурен водич покрај себе, знаеш дека можеме се. Имало моменти кога онака си се помислила да продолжам понатаму или не? Имало моменти. Кога те фатило страф реално? Така, имало моменти, но мислам дека групно тоа се надминува. Да, можеби кога си сам и знаеш немаш кога да прашаш да идеме, да не идеме, не знам што какво, ај сама ќе одлучам, не одам, ама кога си во група, некога самата група те турка напред и напред да можеш. Плюс не се чувствуваш сам дека, така, нели? Да. Сите сме сите во ова, да, на исто. Да. Дали можеби оние замрзнати делови се најголемиот предизвик? Па се и тие, ама и целата таа целиот тој процес нели на спремање на местото, на искачување, па потоа и на симнувањето врвот. Се тоа е еден огромен процес и огромна нели битка и со самиот себе си, да се спремам, да бидам на време, да можам да нели да одморам, како што кажа, да се напијам вода, да продолжам понатаму. Се тоа е еден процес, целина на успех, би можела да кажам. Од сите оние врвови кои што досега имаш искачено, кој ти е најголема гордост? Па не би ги двоела врвовите за... Пак сите ќе ме одговориш. Да, пак на истите и повторно би се качила. Најмногу сум горда ради тоа што потекнувам од Тетово и што сум дел од планинарски клуб Љуботен, нели? И што имаме огромна и преубава шар планина над нас. Имам чувство дека не сме баш многу свесни што се од природа имаме кај нас. Претпоставам дека вие сте во комуникација со друштва од останатите земји, ги посетуваат странските планинари нашите места, нели? И конкретно за ова искачување на Титов врв знам дека има многу и од Србија и од некои околни места кои што доаѓаат баш наменски за ова искачување. Така, клубот во текот на годините секогаш имал соработка со овие нели балкански планинарски друштва. На Титов врв посетуваат планинари, значи од секаде од Балканот. Убаво е тоа да видиш дека и некој друг е заинтересиран да дојде кај тебе, бидејќи и ти секогаш си заинтересиран да одиш кај некој друг, нели, на планина на гостување. Како размена му доаѓа. Да. Не сме свесни за природата и планините што ги имаме, уште помалку сме свесни нели за зачувување на животната средина, на нефрлање на ѓубре, на не правење на патишта во планински предели, нели, на чување на онаа интимност што ја нуди самата планина. Но мислам дека сега со генерации во иднина, дури и сега можам да кажам дека полека се освестуваме за тоа. Ете, горди сме нели како жители на Македонија и како жители на Тетово што Шар планина стана национален парк. Например, горди сме за тоа што нема да има сега претерана сеча на дрвата што е во планината. Нема да има толку ѓубре, нема да се пристапува таму со моторни возила. Туку ќе се ужива моментот и ќе се почитува самата природа, бидејќи таа секогаш враќа. Апсолутно. Нели, ќе сачеме некој дрва и таа може понатаму нели да се сруни целото земјиште, да направи поплава, нели, не го сакаме тоа, затоа мора да се освестуваме за таа почит, нели, кон планината, ама и кон севкупната природа што не се наоѓа околу нас. Така. Искачувањето на планините нема врска со тоа дали си машко, дали си женско. Многу ми е интересен моментот, е многу убав што многу девојки има кои што навистина храбро искачуваат многу врвови, се скршеле оние стереотипи. Кој колку може, кој колку е силен, така натаму. Дури мислам дека и девојките се и уште похрабри од башките. Така, дефинитивно дека се, мислам, веќе не постои тоа, нели, сила, јас сум посилен, ти си машка, јас сум женско, да, не постои, нели. Со добра физичка подготвеност секој може, дури машко ако не е физичко подготвен, нели, ако не се движи, не планинари или не има физичка активност, пак ќе има потешкоти како и женското, нели, се разбира. Па мислам дека сега се повеќе има и женски спортистки отколку машки. Можеби тоа е со некоја глобализација, ама ги има нели двете застапено во еднаков
во еднаква количина. Кај нас во клубот е интересно што имаме ние и женски планинарски водичи. Аха. И долж, например, еве конкретно за Титовар што ќе се случува во недела, долж патеката имаме баш јаки женски водичи кои што знаат и да действуваат во колоната во случај на некоја незгода или не дај Боже, ама знаат да издействуваат. Имаше една интересна случка на Титовар флани, сега ние се движиме во колоната напред, пред кулата се наоѓаме и сега секој сака нели да те претарка, да стигне побрзо или да се одмори таму и сега ние гледаме некој редослед да правиме. И еден човек, мислам го опоменавме, извинете, молам не трче, него брзајте, потоа се движиме полека. Искоментира, во ред те послушувам бидејќи си женско, да беше машко може и немаше да те послушам. Аха, туку има онаа трка кој ќе прв. Реакцијата беше дека во планинарски клуб Љуботен дури и женските индивидуи се исто силни колку и машките. Браво. Така. Браво, значи таму сите се еднакви. Како што би апсолутно. требало да биде, Так. буквално. Јована, имаш ли вака некој друг врв кој што ти е еден личен предизвик од сегашен аспект, нешто што може би се спремаш и сакаш еден ден да го искачиш? Од кога почнав со планинарење, од увек ми беше жилба, нели, Алпите, да ги искачувам Алпите. Се спремаме за една експедиција, можам да ја кажам, на Алпи летово. Интересно, каде? Ќе го искачуваме Мон Блан и низа други врвови на Алпи. Тоа, знаеш, кога ќе почнеш со планинарење, кога ќе почнеш нели да ги слушаш сите информации, да ги разбираш врвовите, планините и кои се највисоки, кои се најпредизвикувачки, знаеш, почнува желбата да се развира, сакам ваму, сакам таму. Так. Од секогаш ми била желба за таму, па се надевам здравје Боже да се исполни. Значи следно ќе биде Мон Блан. Така да. Вау, тоа ќе биде интересен предизвик. Така. Се спремаме за тоа, се надевам нели на Како се добро време. спремате? Тренираме, константно тренираме, да. Тоа значи константно искачување или имате и дополнителни тренинзи и вештини кои што ги собладувате? Меѓу Мон Блан и останатите врвови тренираме, бидејќи тие се и карпести предели, ние мора да тренираме и на карпа. Карп. Да, и тренираме константно, тренираме на карпа со јаже, нели слегуваме, се качуваме со појас, со кацига, со сето останато, ама и кондиционо на планина и во услови каде што не е се идеално, нели треба да има ветер, дожд, го избираме дури неповолното време за тренирање, се разбира во безбедносни граници. Јасно. Ама секогаш е подобро да си спремен отколку прв пат да се соочиш со нешто ново. Апсолутно, колку толку да знаеш нели што може да те очекува, иако природата нема апсолутно никогаш правило. Многу ти благодарам за денешниот разговор. Јас не доаѓам со празни раце. Носам мајчка од ова искачување на Титовар, што ќе биде во недела. Одлично. И со логото на 100 годишнината на клубот. Одлично, да ти кажам 100 години сериозно звучи. Сериозно. Ова не е шала. Постојање. Чекај да видиме каква мајчка сте направиле. Значи сега немам никакво оправдание зошто не би дошол. Така, да. Сега имаш и мајчка, спремен си. Така. Одлично. Многу ти благодарам. Да се гледаме за убави работи, уште многу искачени врвови и уште многу лични предизвици во планинарењето. Благодарам.